Благодарам, подпредседателе, почитувана јавност. Најпрвин да изразам едно срамење и жалење за тоа што во текот на март 2023 ние разгледуваме извештај за 2021. Понатаму сакам да изразам едно незадоволство за тоа што тука и вчера, кога се разгледуваше извештајот на Народниот правобранител, и денес кога се разгледува извештајот на Државниот завод за ревизија, и утре кога ќе се разгледува извештајот на Комисијата за спречување на корупцијата, требаше да биде присутна министерката за добро владење или во превод министерката за ништо, и требаше да слуша кои се препораките на овие клучни институции кои што придонесуваат за доброто владење во Република Македонија. И затоа што таа е најнеспособна министерка за ништо, ништо не интересира, освен да си зима плата, не применува никакви забелешки, ниту во однос на оние забелешки на Народниот правобранител, ниту во однос на овие забелешки од Државниот завод за ревизија, ниту пак утре ќе применува забелешки. Нашето е да си окажеме она што треба да се промени. Имено, покрај моето жалење што разгледуваме извештај за 2021 година, би гледал малку понапред. Еве имаме една програма на Државниот завод за ревизија за 2023, каде што по препораки на Европската комисија од 2022, тие во нивната програма за работење имаат нормално ставено она што е забелешка од Европската комисија. И сега ќе ви кажам, тука прва забелешка е дека не е донесен законот за државна ревизија, кој што треба да се адаптира спрема новите услови. Второ, во однос на влијанието на ревизорската работа, препораките на Државниот завод за ревизија не се ефикасно спроведени, и тоа е исто така нотирано во комисијата, во извештајот на комисијата за 2022 година. И уште една работа која што е нотирана, се уште не се воведени уставните измени во однос на Државниот завод за ревизија, и наместо вие тука да барате по барање на семејството на овој Јашари или по барање на Софија некакви уставни измени, ВМРО ДПМН 2015 година имаше еден уставен амандман со кој што се предвидуваше Државниот завод за ревизија да влезе во уставот како една категорија која што ќе има поголеми овластувања. Меѓутоа вас не ви интересира, затоа што доколку тоа биде така, ќе има прекинување на она што ви е единствен интерес, а тоа е корупцијата и криминалот. Почитувани, ќе одам конкретно низ бројки. Имаме еден прекрасен извештај кој што треба да биде оче наш, како Светото писмо треба и Славица Грковска и Артан Груби да си го научат на памет, затоа што тука се препораките кои што би ја довеле Република Македонија од 1,62 оценка во Европската комисија да напредуваме во однос на она што значи европско право, европско законодавство и така натаму. Ќе одам конкретно низ бројки. 109 извршени ревизии. Во 31 има неповолно мислење. 26 мислењата се со резерва и во 8 имаме воздржување од мислење. Тоа значи дека повеќе од 1/3 од функциите кои што се контролирани не ни функционираат. Не ни функционираат институциите каде што се има направено контрола. Во овој извештај имаме една страшна бројка. 5 милиарди 975 милиони 562 илјади денари криминал кои што се утврдени кај јавните набавки. 100 милиони евра народни пари преку јавните набавки се исцицани од државата и се отидени по джебовите таму каде што се констатираше кај Венко Филипче во тој период, кај Оливер Спасовски и така натаму. И наместо вие овој извештај да го земете здраво за готово и да почнете да работите во исправање на овие недостатоци, вие по 300 препораки не сте постапили. Од 654 по 300 не сте постапили или чекате да изминуваат роковите туку така, за да сето тоа понатаму се заборави. Ќе одам конкретно онаму каде што имаме проблем, практично и секаде имаме проблем. Задолжување на субјектите од јавниот сектор, степен на искористеност на кредитите и заемите, платени, остворени трошоци, една страшна бројка која што ни кажува дека имаме 58 милиони евра исплатени поради неспособноста на оваа власт. 58 милиони евра исплатени камати за неизвршени работи.
И тука пред се мисли на овој, би рекол, вториот најнеспособен министер, Благојче Бочварски. Да беше тука, требаше да стане да го види цела сала, како 58 милиони евра се исплаќаат поради тоа што човекот ништо, апсолутно ништо не работи. Имаме конкретно оваму автопатот Кичево-Охрид. 1, 2, 3, 4, 5 анекси. 5 анекси каде што се покачува сумата и 5 анекси каде што ништо не се работи, освен што се краде. Клиничкиот центар во Штип, кој што го спомна претходно и колегата Стојановски. Освен Жерновски да става по 100.000 месечно у джебот, за ништо друго не служи. Ништо друго, и на крајот, кога се констатираше дека ништо не се работи, си ги повлекува оние 14 милиони евра кои што беа предвидени. Благојче Бочварски, наместо да почне да работи, наместо да се засрами затоа што ќе му проводи држава, со магари и со конј не се оди по нашиве патишта, наму кај Демир Капија има ставено знак вози 80, наместо да земе да го направи тоа 4-5 километри дупките кај што се лечат камења у бубрези кога вози некој над 80, наместо да земе да направи нешто, тој ништо не прави, арно, ама граѓаните си плаќаат. Граѓаните 58 милиони евра си платиле, оти Благојче Бочварски си спие. Граѓаните си платиле 100 милиони евра, оти Оливер Спасовски и Венко Филипче беа ненаситни од крадење и јавните набавки си ги става под джебовите, со двете раци зима. Економски мерки на владата за справување со кризата предизвикана од ковид пандемијата, вели, при планирањето и дизајнот на 6 пакети, не на еден пакет, на 6 пакети, не се направени никакви анализи и проценки за потенцијалното влијание и влијанието што би го имале мерките врз економијата во целост. Значи, практично се делеле пари, а гледаме дека искористеноста е само 50% и се фрлале пари од ракав на фирми блиски до власта кои што понатаму не одговарале, меѓутоа констатира ревизијата дека тие пари требало да се слеат во буџетот. Во здравството катастрофална состојба. Немојте после да се прашувате зошто ни горат луѓе по болниците и немојте да се прашувате зошто се лечат оние болните од ретки болести со СМС пораки. Во 105 ревизии направени на здравствени установи, зборувам за болници, констатирани се неправилности во 85, односно 80,9% неправилно работеле болниците во овој период. Понатаму за наредната година од 26 болници кои што се предмет на ревизија, во 22 или 77% се најдени неправилности. И сега наместо вие, тука како вчера што имаше една колешка од мнозинството која што велеше да, добар извештајот на народниот правобранител, одлично е се и така натаму, наместо вие да ги фалите тие работи, затоа што не ви личи да ги фалите, оти ако сте ги фалеле, ќе сте превзеле нешто. Наместо да ги фалите, требало да си ги засукате ракавите и да почнете да работите, да ги справате овие недостатоци на системот кои што се констатирани преку ова институција, преку Државниот завод за ревизија. Понатаму, производството на електрична енергија, претходно исто така го спомна колегата Стојановски, навистина една голема кражба во рек Битола, каде што гледаме ете дека можеби од тие средства се оние 627 вработувања времени во текот на претходната година, затоа што треба, нели, партиската војска да се храни. Меѓутоа, не оди ова вака. И доколку вие од мнозинството бевте искрени, и доколку навистина го поддржувате овој прекрасен извештај каде што е констатирано дека има неправилности секаде во секоја институција каде што е влезена, наместо декларативно да го поддржувате, ќе требаше да си ги замолите вашите министри да почнат да работат тоа за што се избрани токму од вас. Затоа што тие ве срамат вас, го срамат македонскиот народ, а гледаме дека преку конкретни бројки единствено што мислат се само нивните джебови. И благодарам.